Два чекори ја делат македонската фудбалска репрезентација од историски пласман на едно европско првенство. Вратени се надежите меѓу навивачите низ целата држава дека покрај ракометарите, кошаркарите, одбојкарите и фудбалерите можат да се најдат на завршница на еден континентален собир. Огромна заслуга за постигнатите резултати и подемот на националниот тим има селекторот Игор Ангеловски. Селекторе, постигнате најголемиот успех во еден квалификацијски циклус за големите надпреварувања. Освоено е третото место во Г групата од квалификациите за Евро 2020. Ваш краток осврт на постигнатото. Колку сте задоволени од играта, резултатите? Па добро, мислам дека се она што се случуваше во квалификациите, мора да на крајот да бидеме задоволни. Кога не дополнети со податок дека Македонија никогаш не завршила во едни квалификации во својата историја на трето место, покажува дека еве оваа генерација, јас неколку пати кажав дека е најдобрата што сме имале и сега и резултатски тоа го направи, но тоа не треба да биде нешто што ќе не задоволува, него што ќе ни даде мотив за понатака да продолжиме со овие игри, но овој тренд на позитивни резултати не е само во квалификациите, ние и во Лигата на нации го освоивме првото место убедливо, така да тоа се веќе подолг период игри и резултати кои како што кажавте и ја вративме и довербата и публиката на нашиот стадион. Не е изборен учество на Европското првенство преку квалификациите, но шансата останува преку Лигата на нации, каде во полуфиналето за противник имаме селекцијата на Косово. Играме на домашен терен. Па добро, надпревар како надпревар, ние ќе се спремаме како и за сите претходно, во детали ќе го изанализираме противникот. Би посакал да не одбегнат повреди за тој надпревар, да што е можно имаме поголем фонд на фудбалерите да имаат минутажа во своите клубови и да дојдат спремни. И со една поддршка од нашите навивачи, која очекувам да биде стадионот исполнен до последно место, сите заедно да прославиме еден историски резултат, а тоа е пласман во финалето и еден надпревар до европско првенство. Пред вашето поставување на селекторската функција, македонската репрезентација беше во незавидна положба и со пласман на FIFA ранг листата околу 140-тото место. Сега Северна Македонија е 68-ма. Имаме фудбалери со силен карактер и заеднички треба да направиме тим во функција на резултатите. Една од вашите први тогашни изјави. Дали сега по 4 години го имате тимот кој го замислувавте со оглед на големиот прогрес на FIFA листата? Да, го имаме тимот и горд сум на тоа, затоа што тогаш во тоа време никој не веруваше во нашата репрезентација. Јас еден показател ќе кажам, на првиот мој надпревар пријателски официјален како селектор против Црна Гора, дали имаше едва и 200 навивачи, сега стадионот повторно е полн. Вие тоа што го спомнавте, 80 и нешто места напредок на FIFA ранг листата, првото место во Лига на нации, третото место во квалификациите ме прават како и човек и тренер кој ја предводи нашата репрезентација горд, но за сето тоа најзаслужни се фудбалерите, затоа што они со својот квалитет покажаа дека ја вратија Македонија наму каде што припаѓа. Како тренер на работнички, покрај успешните резултати сте заслужени за промоција на неколку млади талентирани фудбалери. Ова беше една од причината поради која бевте доведени во репрезентацијата. Енис Барди, Ели Фелмас, Дарко Велковски веќе се стандардни. Последни од младите кои добија шанса во тимот се Владко Стојановски и Тихомир Костадинов. Како сте задоволни од процесот на подмладување, бидејќи нашиот најдобар играч Горан Пандев веќе е на залезот на кариерата? Па добро, јас секогаш велев и давав изјави дека никогаш не стравувам да ставам млад фудбалер, доколку со својот квалитет мислам дека има квалитет да настапува за репрезентација. Тоа и како тренер во клубот каде што работев го докажав, а и сега во репрезентацијата. Ели Фелмас на 17 години дебитираше против Шпанија, тогаш беше фудбалер на работнички, сега за 2 години знаеме каде и каков фудбалер добивме. Висар Муслију, Енис Барди се исто така членови на онаа генерација која се го избори тој историски пласман на европско првенство и јас не стравував да ги внесам во поголем број во тимот и подпомогнати од оние искусните, а предводени сите заедно, како што кажавте, од Горан Пандев, направивме една навистина репрезентација во која е задоволство да се работи, каде што навистина има една одлична атмосфера, почитување и сето тоа надополнето со квалитетот ги донесе оние резултати кои претходно ги споменавме.
Во минатото често бевме сведоци на изјави од фудбалери додека е тој селектор, јас не играм за репрезентацијата. Дали Ангеловски во текот на овие 4 години се соочи со сличен проблем? Па воопшто не ме интересираат такви изјави доколку ги имало. Никој не игра за селекторот, никој не игра за било кого, дека играат за државата, играат за Македонија, за македонскиот дрес, така да секој нешто што ќе добие повик од селекторот е должен да се јави и да го даде максимумот за репрезентацијата. Сега кога летвичката е подигната на едно повисоко ниво и кога очекувањата на јавноста за пласман на едно големо надпреварување се големи, чувствувате ли притисок од Фудбалската федерација на Македонија да се направи и тој решавачки чекор? Па искрено, јас само чувствувам мотив и желба да стигнеме конечно до едно европско првенство, затоа што фудбалерите заслужија со сето тоа со сето она што го прикажаа низ квалификациите, со својот квалитет, со својот однос. Притисок не чувствувам. Јас пред 7 месеци од управниот одбор и добив и нов договор што го препозна мојот квалитет на работа, така да мојот важечки договор е до 2020 декември и јас само докажав дека биле во право и им благодарам на довербата. Јас ќе се потрудам како и досега секој момент на ова место да го исполнам максимално професионално, честно, да дојдеме до она што сите го посакуваме на крајот. Публиката се врати на трибините во поголем број за разлика од претходните години. Веќе нема свирежи кон репрезентативците дури и кога не им оди. Ваша порака до навивачите пред следните предизвици? Па, мислам дека се она што се случува во репрезентацијата ние го пресликавме и на трибините. Едноставно навивачите видоа нашата сложност во репрезентацијата на Македонија, настапуваат фудбалери кои се од различни и верски и национална припадност, но ние не се делиме на тоа, ние живееме како едно големо сложно семејство и впрочем може да се забележи секоја радост по постигнат гол, по победа, дека на вистина е тоа така и ние добро знаеме дека е така и таа наша сложност мислам дека ја пренесовме и на публиката и јас сум благодарен на навивачите што доаѓаат во толкав голем број затоа што ако сакаме да стигнеме на европско првенство мораме сите да работиме во интерес на репрезентацијата. Овие се 4 месеци клучни, така да очекувам максимална поддршка од сите чинители во државата и на крајот во март да дојдат во голем број, што не се сомневам дека ќе го исполнат и стадионот до последно место и како што кажав сите заедно да прославиме еден голем успех. Кажавте дека сите треба да работат во насока на успех на репрезентацијата. Меѓу нив секако се и македонските клубови. Ваша оценка за состојбата во клубовите кои зад себе имат катастрофална сезона во Еврокуповите? Па добро, јас потекнувам тука од Македонија и добро ги знам и проблемите во кои се соочуваат клубовите и секогаш ја имаат мојата поддршка и јас и со повикување на фудбалери од домашната лига сакам да дадам до знање дека има квалитет во нивните редови и дека го ценам она што го работат. Да, резултатите во европското лето сезона беа катастрофални. За жал, пред 2 години го имавме оној историски успех на Вардар кој сите не израдува кога се пласира во групната фаза. Клубовите морат да продолжат да инвестираат и да работат, но пред се да инвестираат во македонски фудбалери, да не им даваат можност на сомнителни странски фудбалери. Јас не сум против никого, но без разлика што сум на оваа позиција, јас и кога бев во клубот секогаш домашните фудбалери имаа предност и само така можеме кога ќе створиме услови за нивна надградба за да го подигнат нивниот квалитет, а со самото тоа ќе го подигнат и квалитетот на клубот. Така да мислам дека клубовите мора да го сватат тоа и да продолжат да инвестираат во домашни млади фудбалери. И за крај, каде се гледа или каде би сакал да работи Ангеловски во некој идно време? Се разбира да посакаме по пласман на Европско првенство и понатака во репрезентација. Сепак некоја амбиција ваша за... Најпрво се гледам покрај мојата сопруга и Лука, Луна и Леа, моите дечиња, затоа што навистина им недостасувам, многу обврски бара оваа функција и многу, отсуства од домот и првото што ќе го направам ќе го посветам на нив. Не сум планирал и сега сум сконцентриран на ова што го работам.
каде ќе ме одведе патот не знам. Селекторе, многу успех во мартовските надпревари и со Косово и да се надеваме во финалето со Белорусија или Грузија. Па заедно да се радуваме на пласманот на Европското првенство. Ви благодарам, само сакам да уверам јавноста дека ние све што е во рамките на нашите можности ќе направиме за да дојдеме до таа победа и на крајот до пласман на едно европско првенство. Благодарам. Благодарам на вас.